Шесто одделение, екстерно тестирање 2015-2016 година, прашања под број 301 до 310, а тие се од базата прашања кои се на страна 31. Претходно изработив еден цртеж, една шема која имате во учебникот и имаме вакво укажување. Па ќе го видиме 301 прашање и скоро сите прашања се од областа на веројатноста. Ако еден настан има 50% да се случи, велиме дека има еднакви шанси да се случи или да не се случи. Доколку со сигурно се случи, тоа е 100%, меѓу 50% и 100% е голема веројатноста, многу веројатно да се случи, од 50% до 0%, без 0, малку веројатност има да се случи, и 0% тоа е невозможна мисија, невозможно или нема шанси тој настан да се случи. 301 прашање. Ако една вртелешка има 10 еднакви полиња обележани со броевите, има 6, еднакви полиња обележани со броевите 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Колкава е веројатноста стрелката да застане на полето со бројот 2 или на полето со бројот 3? Значи имаме понуда на 2 или 3 да застане, а сите се 6. Тогаш во тој случај многу мали шанси имаме. Мала е веројатноста да се случи тоа. 302 прашање. Една вртелешка со форма на рулет има 12 еднакви полиња. Мето го завртил топчето и тоа застанало на еден број. Со која веројатност топчето ќе застане на бројот 7? Тоа е една можност, а сите се 12 полиња. Мала веројатност, мали шанси имаме. 303, односно мето. 303 прашање. Во една кесичка има 2 розови, 4 бели и 3 црвени топчиња. Која веројатноста да биде извлечено црвено топче? Веројатноста, ако сакаме со дробка да запишеме 3 врз сите се 9, 3 деветинки. Веројатноста е многу мала. 304 прашање. При фрлањето на коцка за играње што на секој дзид е означено со броеви од 1 до 6, веројатноста да падне еден од броевите 1, 3 или 6 е 3 понуди имаме, а сите се 6, значи половина. Шансите се еднакви. 50%. 305 прашање. Веројатноста на невозможен настан е. Нема шанси тоа да се случи или, како уште што велат, невозможно е. 306 прашање. Веројатноста да се падне грб при едно фрлање на монета е. Монетата има две можности, грб или писмо, како ли се вика другото, тогаш има еднакви шанси. Овде е тоа. 307 прашање. Во една кутија има 3 бели и 4 црни топчиња. Веројатноста да извлечеме бело топче е. Тоа е 3 врз 7 се сите. Мала веројатност, меѓутоа се приближува кон ова еднакви шанси. 308 прашање. Во една кутија, тоа ли беше 308, да ќе видиме? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 308. Во една кутија има 3 бели и 4 црни топчиња. Веројатноста се случи црно топче, да извлечеме црно топче, ќе биде 4 врз 7, а тоа е нешто повеќе од 50% и веројатноста е голема. Многу веројатно би се случило тоа. 309 прашање. Ако една вртелешка има 6 еднакви полиња обележани со броевите 1, 2, 3, 4, 5 и 6, колкава е веројатноста стрелката да застане на бројот 1?
1, а сите можности се 6. 1 врз 6, значи нема шанси. Мала е веројатноста. Се приближува кон ова да нема шанси. Или во проценти, ако сакате, можете да делите 1 на 6 па да множите со 100. 100 врз 6 ке добиете. 310 прашање. Колкава е веројатноста при фрлањето на коцка на горната страна да биде прост број? Прости броеви се, еве ги, од 1 до 6, ако ги разгледаме, оние кои имат само два делители. Тоа се броевите 2, 3 и 5. 3 се. А сите се 6, значи еднакви шанси. Тоа бе овие 10 прашања. Благодарам за вашето внимание.